Владените мерки и владината иницијатива за привлекување туристи носат резултати, а туризмот бележи раст од 40% кај странските гости споредбено со минатата година. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека тоа е големо признание за работата на неговата влада, но и дека ќе има влијание и врз растот на бруто домашниот производ, што ќе може да се прокнижи уште во вториот квартал. Имаме голем скок кај доаѓањата на нашите аеродроми и тоа впрочем го нотира Светска банка во Tourism Watch во последната едиција од овој извештај за објавена во јуни 2026 година, во која што ја рангира Македонија како прва земја во Европа по зголемениот процент на доаѓања на гости и зголемениот процент на странски доаѓања и преноќување, нешто што за нас е наистина импресивно. Премиерот смета дека оваа влада возможила голем напредок и во сите области на земјоделството, а како клучна мерка го наведе зголемувањето на акумулациите со вода за наводнување. Тој кажа дека пред 2 години акумулациите биле на 9%, а по 2 години на домакинско работење исполнетоста на водните капацитети е над 70%. Овие политики на оваа влада ќе продолжат и во таа насока, и во делот на лозарството, и кај делот на тутунарите. Од 16 милиони килограми тутун дојдовме до 26 милиони килограми, од цени од 150-160 денари дојдовме до 420-430 денари за килограм. Кај лозарството исто така од 60 на 70 на милиони килограми дојдовме на 120. Кога сето ова ќе се земе предвид, вели премиерот, може да се каже дека има исклучително голем напредок споредбено со состојбата што тие ја наследиле.